Што значи интеркултурализам? Тоа е поим кој означува идеолошко, политичко, општествено промовирање на почит, толеранција и културна и социјална интеракција кај индивидуалецот без оглед на раса, вера или етничка припадност во една држава. Ова година владата започна втора стратегија, а за нивните планови во следните 2 години, за колку што е планирано да трае оваа стратегија, од интервјуто што го подготви колешката Билјана Јанакиевска. Во завршна фаза изготвувањето на стратегијата за интеркултурализам и општествена кохезија 2024-2026 година. Во наредниве минути ќе се осврнеме на основните поенти на оваа стратегија и потребата од нејзино донесување. Господин Аладјозовски, добре дојдовте. Стратегијата е поделена на 5 области, беше презентирана и е во завршна фаза на изготвување. Стратегијата за интеркултурализам и општествена кохезија е многу битна, бидејќи таа се занимава со правата на сите заедници во Република Северна Македонија и за подобрување на меѓуетничкиот соживот, диалог, интеграцијата на разните категории и групи во нашето општество. Таа се надоврзува на претходната стратегија, која што ја беше наречена едно општество интеркултурализам, и ние 3 години од имплементирањето на таа стратегија веќе поминавме и имаме резултати кои што ги забележуваат сите извештаи, па и извештајот на Европската Унија, каде што успехот на стратегијата за едно општество експлицитно се наведува на повеќе места. Многу е битно да се разбере дека во оваа глобална ситуација на идентитетски разлики, на конфликти меѓу различните народи, етницитети, групи, треба да постои активна државна политика која што ќе ги намалува јазовите, недоразбирањата, поделеноста меѓу општеството. Ќе ја воведува и во училиштата, и во медиумите, и во локалните заедници, меѓутоа и во сите клучни институции низ државата, идејата дека ние мора да живееме не едни покрај други, тоа не е доволно, туку едни со други и да имаме разбирање за различните потреби на различните категории на граѓани. Интеркултурализмот подразбира дека секоја содржина треба да биде достапна на сите. Да поедноставиме, ако нешто е на македонски или на албански или на турски јазик, да исто време го имаат и другите, значи едноставно да нема разлика, да нема јас помеѓу различностите, го земав пример како јазикот. Така, да. Значи, говорењето и остварувањето на јазичните права е многу битно. Во таа смисла, јазичните права на сите заедници, и на влашката заедница, и на ромската заедница, кои што под налетот на глобализацијата ги намалуваат бројот на родени говорители, е ситуација која што ние сакаме преку оваа стратегија да ја надминеме, да ја подобриме, да создадеме повеќе услови во кои што овие помали заедници ќе ги остваруваат своите права. Секако многу е битно да и двете најголеми заедници, и македонскиот народ и албанскиот народ, го говорат својот јазик, меѓутоа да ја поттикнеме и желбата на едните да го учат јазикот на другите, не само во рамките на законските права, туку и како начин кој што не доближува. Во таа смисла ни е многу битен законот за македонски јазик, на кој што инсистира Министерството за култура многу, меѓутоа и целата влада, но битна ни е секако и правото на школување на мајчин јазик, правото на употребување и на сите останати јазици. Важен дел во оваа стратегија се и медиумите. Говорот против омраза и навистина многу треба да се внимава кога стратешки се пристапува кон медиумската област. И во оваа стратегија мислам дека значајно место е дадено, посебно и на националниот сервис. Да, пред се зајакнувањето на борбата против говорна омраза во медиумите, дезинформациите и лажните вести заземаат видно место во приоритетната област за медиумите. Тука навистина е детектирано дека е потребен еден стратешки пристап кон ова
кон овој проблем во општеството и затоа со поддршка на ОПСЕ веќе е драфтиран еден документ кој што ќе биде меморандум за мрежата за борба против говорна омраза. Јавниот сервис, значи има да кажам најзначајната улога како фактор за општествена кохезија во областа на медиумите, бидејќи треба да ги осликува потребите на сите вклучени фактори во ова општество, без разлика дали се тоа повеќе едуцирани, помалку едуцирани луѓе, дали се од побогатиот сталеж или нели посиромашни, дали се од различна верска или етничка припадност, значи треба да ги опфаќа желбите и потребите на сите луѓе во нашава држава и затоа секако за поздравување имплементацијата на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со создавање на четвртиот канал, изголемување на времетраењето на програмите на редакциите на помалобројните заедници, но секако недостасува онаа соработка помеѓу редакции. Значи, затоа се предложени некои активности од типот на создавање на една соба за заеднички вести, каде што представници од првиот програмски, вториот програмски и четвртиот програмски сервис ке креираат заеднички содржини. Понатаму, секако предложен е и омбудсман да има во јавниот сервис. Тоа зависи од можностите и од да кажам, програмската шема во самата институција. Третата посебна приоритетна цел од оваа приоритетна област се комерцијалните и непрофитните медиуми. Тука се предвидени тренинзи, односно обуки за новинарите, како да се продуцираат интеркултурните содржини и како да продуцираат и вести, и образовни и културни програми. Стратегијата за интеркултурализам и општествена кохезија. Дојдовме до констатација дека е една многу суштинско и важна област која што треба посебно во делот на медиумите да се регулира. Носењето на една стратегија за интеркултурализам и социјална кохезија или општествена кохезија, која што е втора поред стратегија, после стратегијата за едно општество, која што беше пред 3 години одобрена и за прв пат одобрено од страна на владата и работено на низ, сметам дека сега е фазата во која што оваа стратегија и концептот на едно општество би требало да еволуира. Стратегијата е поделена во 5 области, многу значајни: образованието, локалната самоуправа, медиумите, што значи дека секаде, посебно сега во локалните средини, треба да се влијае во училиштата, а ние медиумите како еден трансмитер на она што не обединува и она што треба да биде заедничко, исто така треба стратешки да се пристапи кон овој дел. Мене ме радува дека во овој момент два паралелни процеси се одвиваат. Едниот е процесот на креирање на стратегијата за интеркултурализам и социјална кохезија и второто е процесот на креирање на националната развојна стратегија за наредните 20 години. За прв пат и во двата процеси имаме целосна инклузивност на вклучување на сите засегнати страни. Националната развојна стратегија ги дава правците за наредните 20 години каде сакаме да ја видиме државата. Во сите области. Стратегијата за интеркултурализам и општествена кохезија помага како во суштина преку развој на одредени сектори ќе се постигне општествената кохезија, тоа луѓето ќе си ја сакат повеќе државата и државата ќе биде подобро место за живење. И затоа велам дека се паралелни процеси, но дишат една со друга. И нема магично стапче. Ако преземете реформи, ако кажете дека во образование е клучот за да се постигнат одредени мерки и одредени резултати за социјална кохезија, тогаш тие треба заедно да работат. Јас се согласувам, не во образование во смисол на високото образование, туку од предучилишна возраст и понатаму. Децата мора да растат, независно на кој јазик зборуваат, мора да сватат дека таа е силата на оваа држава. Заедништвото е силата на државата, а јазикот они сами ќе се го најдат на кој што ќе се разбират. Може би тоа ќе биде јазикот на роботите. Може би јазикот на вештачката интелигенција. Но да го пронајдат.
Они сами ќе се го пронајдат. Ние треба да им овозможиме, да им го креираме патот. И затоа и националната развојна стратегија и стратегијата за интеркултурализам го креираат патот. Низ кој? Нашите деца ќе се движат за да го најдат правиот пат, а мислам дека се они некојаш попаметни од нас, повозрастните, за да го најдат правиот пат. Националниот сервис мислам дека е клучниот елемент во наредниот период за да ги прати правите пораки кон граѓаните. Затоа што е повикан тоа да го прави во интерес на, еве ќе кажам, постигнување на општествената коезија, која што како ни е многу потребна.